Разположено на ниските северозападни падини на планинскиот масив Даутица, на надморска височина од околу 900 метри, над кои надмочно доминираат висовите на овој планински масив, на оддалеченост од околу 15 километри низводно од Македонски Брод по течението на реката Треска, се наоѓа селото Локвица. Со своите 160 семејства и со преку 1300 жители некогаш, ова село е едно од најголемите во текот на поречието. Првата гледка кон селото упатува дека селото е распослено на вистинска каменеста планинска тераса. Тоа е незино Локвица затоа што немало вода, имале бара. И од тука си полнеле вода и си пиеле од барата. И за времето турско уште, доаѓано е тука селото наголемено. А и селото Вир, понатака се викат, па тоа Вир се вика затоа што имало извор, Вир. А за селово наше, значи се зајакнало, затоа што другите суседни места кај што живееле народ, значи тамо доаѓале овде, за времето турско се напаѓале едно со друго, значи племина и така не могле да живеат на едно место изначени, оделени, осамени како испаѓале и се собрале во група во едно село. Имат 5 мала. Мало Тодороскова што се вика, тоа дојдено од мало, она му во Дулон. А имат мало дојдено од кај Војчевци, имат близу селово, тука се вика Троска и Срачок. Имало и тука куќи. Уедно мало имат гражданик. Тоа тамо големо мало било и водени вода, водовод има тамо и поголемо село као поважно било. Се имат од ова мало горе Веселонивиче го викаме и отаде живееле, али било сонцето ко наприпет, изгубило водата, не могле, морат и тие се придружувале овде. За време уште турско е собрано ова село. Денеска има моето село, значи околу 160 50 жители, 50 куќи као жители што живеат. А иначе околу 160 нашето село. Школо имаме, школото не работи. Еве го 16 години. Некој дечина има, одат во Брод и носат. Немаме пат, патот се асфалтира, дотерано е одлично за мој. Вода има, еве, 5-6 години. Имаме, понапред немаме вода, човек да се напие. Сега имаме вода, тоа е, премногу сме задоволни од тоа нешто што се направило. И па посакуваме, па нешто, сега немаме телефони до сега. Сега јаве го овде вака се гради, за кратко време така се надееме, за да успееме телефон да имаме, да се установиме и ние овде, овој беден крај. Селото Локвица се состои од прилика од 150 домаќинства, од кои денеска активни има околу 50. Тие активни домаќинства ги рачунаме активни, меѓу тоа кои двајца, кои тројца и така. Ако се вратиме наназад за неколку децени, ова село броеше
некаде 60-тите години околу 1100 и 200 жители. Меѓутоа, условите го донесоа тоа да селото почнат да емигрират, барајќи обстанок поарен за живот, затоа што овде немаше услови за сите луѓе и луѓето почнаа да заминуваат кои кај можеше да најдат работа. Претежно се иселува во Скопје, Прилеп, Тичево и така натака. И така да денеска останавме тука мал дел на луѓе и тие што остана обично се занимаваме со малку земјоделие, благодарение на задругата Пешница, која можам да речам не помага со нејзината механизација и останалото земјиште кое не може луѓето да го обработува задругата. Поранешните услови беа многу тешки, можда беше причина и затоа што луѓето емигрираа. Немаше солиден пат, немаше вода, немаше струја. Денеска го имаме сето тоа, меѓутоа луѓе немаме. А иначе вода имаме, струја имаме, пат солиден и еве сега ни градат и централа за телефонија и тоа ќе биде готово, па можда се надееме дел од луѓе ќе се повратат на своите огништа и ќе се работат. Сега да ви кажам, нашето село како живеело овде и какви ора имало и какви песми имало, какви гајди, тапани, све. Сега дојдов дома, овде се живеело многу богато место. Луѓе броја овде околу 1500 и 1600. Кога дојдов ја од ратот, повеќе имаше, ама кој како бара работа. И затоа викам, ова село многу весело е. После се почна едно да се работи едно, да се работи друго. Луѓето излегува од овде кога си селија што нема овде. Ако имаме ние сега водава, да го имаме патов, ќе си седа овде луѓето. Фабрики немаме поблизу, Скопје си селија, Прилеп си селија, Битола си селија. Секаде луѓето оде. И морале да одат тие да бара живот. Тога беше животот поинако, сега е поинако, се разбира. По бунари одевне, гребевне, војца, па да и напоиш овците, или по рекине одевне, долу на река, Треска, таму и теравне. Беше сиромашки живењето, али весело со дечината сигурно. После навамо, тога не се попре ништо времето да заврши кралската Југославија. После стапи војната, првата светска војна, втората почна. Јас појдов од овси војска, 3 години во војската стоа. Тога уште имаше, најмалу да речам, 10.000 грва имаше за овси и кози, кој што реков. А па гоеда, кома и секоја куќа по 2 вола си држа, примитивно се работеше земната и така е работеа. До излезе механизацијава. После кој излезе механизацијава, луѓе подразватија деца вамо таму, остана не по старите ни. И започна задругава нешто земната да ја работи, па и ја влегов задругав работа тогај, поработив. За свадбите, кој што реков преге, почина од Божик, ќе почнат сројници по девојчината, некој понемој да лајат, некој побрего се жени,
Ќе направат свадби, убави свадби се прави. Пијалоци тога и ракија, друго пива немаше. Тие времена не може ни да купуват. Што има нешто прибрано од стоката, сиренице, мезе ќе стават, зелка, коале, туршија, пиперки, тоа беше. И ќе направат свадбата. Младите си остануваат, старите си одат постепено. Ќе се собереме девојчина сите и кој како не викале утре за на жртва дојме таму. Ќе ојме на жртва неколку дена па да купиме нешто ливолница или нешто да работиме. Ќе ојме ноќеска ќе гребеме вода на селскиот бунар по темница, не си цапале. Мрачно живееме многу. Светлост немаше, пат прае немало. Како сега у Босна се ратисале за тоа. И водата дома, и струја, и све, и патот направен. Многу убаво е сега. Ќе се собереме, ќе ојме на Билје, кај планински пат, кај Падарницине, со друштвото и кој ќе дојме онде на Орница на сите, ќе се собереме и ќе пееме ѓурѓовски. И са бајле, па јажина ќе клаваме, па ќе се лелјаме на ѓурѓовден. Сите другачките, па кај црквана тамо, на Дабијано ќе клаваме јажина и ќе се лелјаме, па пеј. Многу убаво беше. Кој има деца, ќе си земе децата и тие ќе залелјуват за мерак, беше убаво. Дотна негде кај ќе ој светло си имат, бре си ој си пееш, младеж да ината ој. Убаво беше тоа. И се убаво, само што се децата не расурени вака. Еве ја има едно девојче дури Австралија. Годума. Тоа е тешко, а инаку е убаво сега, све име ве. Кога дојдов од Кичевско овдека не променуеше од тоа село, ова многу беше село убаво. Тоа народ, тоа беше чудо. Кој ќе излезеш вамо на сабор, не го збираше тоа. Ама во некое време после, почна да си одат по градишчава. И децата наши мораше и тие да заминуваат. И така селово наше беше многу убаво, ама се од неколку години еве, почна да ни и ослабе, многу ослабе. Туку па бери Ќатверси, на директорот од селово, имаме еден директор на Пешна, што водата ни е донесо, па да имаме, ние да касниме пиперка. Пиперка во Локвица немаше да се земе. И затоа ви вика, ова село жалосно олку да остане 150 куќи, беше поќе, ја колку што знаде некаде. И остана, еве, со колку ќе не сликате овде да бидеме. Затоа ти вела. И свадби се правило и ние. Вршење, работење, стока, чување, тоа беше све си, тоа се мачевне, работевне. И после, почнавне, ти кажа, па по градишчата отидовне, се мачивне таму, работивне, па сега пак нечиме селото да ни се изгуби, па да го настапиме. Според записите од периодот на 20-тите и 30-тите години од овој век, во тој период родовските заедници во селото Локвица ги сочинувале родовите Тодоровци со 23 куќи, Илиовци со 24 куќи, Ѓорѓовци со 19 куќи и Бачовци, односно Кусовци, со 31 куќа, како и Домазетовци со 31 куќа. Заведено во Скопскиот Санџак, односно во Кичевската нахија, селото го среќаваме и во старите турски пописни дефтери од 1467 и 68 година,
кога заедно со селото Крапа имале заеднички спахија. Сепак, според пописните турски дефтери од 1568-69 година, во селото Локвица заведени се 14 семејства и тоа родовите на Никола Петри, Никола Димитри, Тодор Петри, Продан Николин, Јован Нине, Јован Ламбо, Стојко Пејо, Пејо Бојко, Пејо Тодор, Величка Ламбо, Димитри Петко и Рале Нако. Селаните од Локвица, кои му припагале на тимарот на Ибрахим, синот на Мехмет, задолжени биле со вкупно 2400 акчиња, од кои 200 акчиња за 10 товари мешано жито, 100 акчиња нијабет и свадбарина со полјарина и тапија за земја, 50 акчиња ушур од улишта, 600 акчиња за 20 товари пченица и други давачки. Локвица е село од збиен тип. Неговата положба е распространета на каменеста подлога и искористена до крајност. Куќите се групирани според родовската поврзаност. Каменот, кој овде служел речиси како единствен градежен материјал, импонира со својата пренагласена употреба. Без малку и да нема куќа која сега потајно не сведочи за старите вешти мајсторски раце од Локвица и поречието, кои се поретко се сретнуваат денес, а чии мајстории со каменот се познати во цела Западна Македонија. Локвичани, кои некогаш со својата бројност доминирале во скоро целиот тек на поречието, а кои на својот поблизок атар немаат ниедно извориште на вода и кои одамна жета ја гаснеле со бунари длабоки до 20 метри, ги издржаа миграциите што ги наметнуваа минатите времиња, па сега постојните семејства и ќе создаваат реални подобности селото да обстои. За време турско, од ова село 75 мажи се собрани од армија од Арбекер. Така отоде само се вратено двајца. Еден поп и еден ептен беше низов, така да не могле да го јава турците, Куртурил се вратни назад. Потоа, во Втората светска војна, во Косопската македонска бригада замина околу 90 борци, така да отоде се вратија поголемиот дел, 20 погинаа во ратот. За некаде после 60-тите години, до 60-тите години, ова село броеше околу 2700 жители. 60-тите години, така до 65-та, до 70 се оселија скоро 60%. Така да селото намали многу, поради тешките услови, немаме вода, немаме пат, до душа струја имаше нешто тамо нека централа во Драгодол, али другите услови ги немаше никак. Овде долу што еш во училиштето до 60-тите години имаше околу 650 ученици. Не само од селова наша, него и од Крапа, така беше Смолетка, Црешњево и селото Вир. Негде 78 година за другата ја даде не ја даде, него презредена обраска од собранието на македонски брод и речиво комитетот на земјоделие да го терат развојот на општинава, мислам, во стојачарство и земјоделие. Така да за другата направена програма за водосистем и некаде до 83-та го завршите водосистем, така да во село се имат скоро од сите села најмногу вода и животот се мени. Асфалтниот пат на 4 години се правеше, али се направи асфалтен пат. Водата ја имаме, кој што реков, еве сега градиме и централише за телефон, така да сите услови селото ги има за живот. По некои се враќаат малку назад, али многу мал број се враќаат, иначе дојдуваат селани. Ова село, ако не беше за другава, немаше да остане нити еден човек. Ето тоа што се створи услови, водата, патот, обработувањето, така застанаа луѓе тука и право да зборувам дека живеат многу добро.
За другата пешница од село Локвица, Македонски Брод, постои од 1947 година. Таа е формирана тогаш од само 2-3 вработени, кои што денес представува една голема задруга на подрачјето на нашата општина Македонски Брод, која што се занимава со основните дејности од своето работење, земјоделството, сточарството, трговија, потоа откуп на разни земјоделски производи, сточарски производи и така натаму. Во задругата некогаш вработеле и повеќе од 250 вработени, меѓутоа денес тој капацитет е намален и изнесуваат околу 100 вработени луѓе. Задругата пешница 80-тите па се до 90-тите години располагаше со огромно стадо на овци од околу 10.000, меѓутоа како што можностите не ни дава понатаму да се развиваме, односно пропратени и со сите други економски работи кои што не дозволуваат да го наголемиме тој број, денес за другата малку стагнира во поглед на бројот на стоката, така да денес имаме околу 4 до 4.500 грла овци. Меѓутоа се надеваме дека ќе дојдат и подобри времења, па тој број треба да го наголемиме. За другата пешница за овој крај од оваа општина значила доста во препорот на селото, во развојот на овие региони кои што се наоѓаат на ова подрачје и сметам дека во иднина ќе се најдат можности и од пошироката заедница, исто така и од нас, од задругата, дека тој подем некогаш треба да го продолжиме, односно треба да работиме и повеќе луѓе, треба да обезбедиме работа на младите луѓе кои што денес бараат работување. Се надевам дека тој ќе биде за блиска иднина. Исто така би кажал дека за другата пешница, Македонски Брод, моментално располага и со доста обработливи површини, негде околу 500 до 600 хектари, кои што ги засејува со пченица, со јачмен и со други фуражни култури, кои што и од нив се обезбедуваме со сточна храна за сопствените потреби. Како што кажав, располагаме со доста капацитети кои што се на ова подрачје, располагаме со поден магазин од 1500 метри квадратни, располагаме со 3 современи фарми, меѓутоа за жал тие треба во најкратко време да се бројот на овците да се наголеми, иако денес, како што кажав, 4 до 4.500 располагаме, сметаме дека мора да го достигнеме нивото кое што пред 5-6 години сме го имале. Во село наше некој па по времето имаше многу сточарство, имаше околу 50.000 грла овци. А сега се намали више, имаше и сточари многу, имаше и стока, сега се намали малку, јас сега како единствен, останав сам, имат пашиште многу и порано така беше, за другата остане јас сам. А по тоа време има место, има пашиште, ама нема кој паси. Седите на гонцата, некако слабо одат. Изводот не е баш како што е. Откупот нема никаде откуп да изводи да изпродаеш. Друго, по времето, сточарството, колено начало овци, сточарство кај што било, татко ми чувал овци. Пред татко ми дедо ми чувал овци, уште пред 50 години тоа било. И сега останам уште ја како единка во селото и за другата. Моментно во село наше екзистира за другата, има вработени од нашето село кои помлади, кои поставили за 30 души, а сега се работи некои испитувања и почна со работа на рудникот на силика. И тоа сигурно 10 души, 20 се работат, претежно кои се невработени и напуштени од работа и така. И рачунаме дека и пред селото колку толку ќе опстани, ако не заживит, бар ќе опстани. Еве, телефонска централа се прави, асфалтен падал има, вода имаме. А сега рачунаме дека ќе екзистираме.
če живеем. Център от мен е далеко. И така. Ова е пештерата во близина на село Локвица, така село се викат, во близина на реката, по течението на реката Треска и како така ние, како што ни кажувале старите, овде порано имало воденици, околу 13 воденици во Денадол имало, 13 воденици имало. И друго, сточари имало преку летото, стоката е терувале овде и то многу, има простор нагоре. Има простор кој стоката ја втерувале муи уопшто да немат, овсе ја никако да закрдат тука внатре, ладно е, преку летото е ладно. И тоа. И као што ни кажувале, овде горе овие зидоиве, што се. Татко ми живува 100 години. Дуко се викаше, живува 100 години. Тој кажуеше и како така и сега се гледат онда едни камења, не има остаток од ова. Остаток, се гледат онде камењано, туа и горе има остаток од ова. Некој пат било целосно зазидано. Тој као што и не му така му кажувале. И така затекнал, али од водата сигурно се рушило и така, останало само остаток онде и зашто да му горе друг на тоа. И друго така, луѓето од овде, речи си, произведувале жито во Локвица и то убав пшеница произведувале све овде го мереле во овие воденици. А денеска нема ни една. А имало до 13 воденици, поети имало. А денеска веќе не постојат ни една воденица. По дамна минатите убави времиња за кои сега се присетуваат локвичани, по периодите во кои што ова село според едни податоци броело околу 1300 жители, а според други двојно повеќе, по периодите во кои што во училишните клупи во училиштето се собирале неколку стотици ученици, но и по миграциите и патешествијата, по тежините и напуштањето на селото, се чини дека селото и понатаму обстојува. Благодарение на жителите, но благодарение и на земјоделската задруга Пешница и се разбира на сите оние кои што сакаат повторно да го продолжат животот на селото Локвица, сега се чини се отвараат нови видици. Инфраструктурите кои што се обезбедени последниве години, како и програмата за развој на селото што допрва ќе следи, селото Локвица повторно ќе го задржи нови исти предели, но со современи урбани начини на живење.